Во тема на денот, мој вечерашен гостин, Максим Димитриевски, председател на ЗНАМ, или како велат современиот Тито Петковски. Или не би рекол така, дека но борете имате право на било каков коментар. Не знам дали Тито Петковски успеа да отиде на роден ден на ВМРО ДПМН, а вие чинам бевте вчера, така? Најпрви добро вечер и на вас и на гледачите. Да, бев поканет, но предходно ги поканим нашите владени партнери на нашиот прв роден ден и со највисша висока делегација ни испочитува, ова беше реципроцитет. Инаку сум бил и во минатото присутен на многу конгреси. Не само на ВМРО ДПМН, на многу политички партии. Вообичаено свеченостите се повикуваат сите политички партии, впрочем сношти видов таму и представници од власта. Какви времиња дојдоа? Ма не, тие се времињата, мора да се учиме на повисоко ниво на политичка култура. Секако. Вашиот кандидатски дел за Куманово веќе е фиксиран, дефинитивен или за градоначалник? Па ние имаме постапка за дефинирање на кандидати, но дефинитивно околу мене постои апсолутен консензус во партијата внатре и сите бројки се на таа страна. Тоа го објавивме, дека ќе излезам со нова програма пред граѓаните на Куманово како кандидат на ЗНАМ, а верувам и поддржан од нашите коалицијски партнери и ќе трчаме за нов мандат. Очекуваме и други општини, каде што ќе имаме своји кандидати. Верувам дека до крајот на месецот ќе ги соопштиме кои се тие општини и подоцна кои ќе бидат нашите кандидати. Околу Куманово има веќе прелиминарен договор со ВМРО ДПМН за ваша поддршка? Да сте разговарале воопшто на таа тема или? Да, разговараме интензивно. Мислам дека ќе се постигне таков договор. Не се работи само за Куманово и за други општини на територија на Македонија, но ќе се очекаме да се официализира. Разговорите се у фаза на дефинирање на некаква пред изборна владина коалиција на цела територија, на одредени општини, на совети, на градоначалници или како? Знам трча со своји кандидати, ВМРО ДПМН и нивната коалиција со своји кандидати, знам трча со собствени советнички листи, ВМРО ДПМН и нивната коалиција со нивни советнички листи, дефинитивно за одредени градови ќе имаме предизборна соработка или поддршка со реципроцитет на едните или другите кандидати од едната или другата политичка партија. Тоа е начално како веќе дефиниран договор меѓу вас? Тоа е начално, значи што се разговара, а ќе видиме епилогот од разговорите, ќе следи и ќе го соопштиме официјално. Конечната одлука ќе носите на конгрес или како ќе биде? Конечната одлука ќе ја донесеме на Централниот одбор, а конгресот кој што ќе го одржиме на 29 овој месец, каде што ќе избереме нови органи и тела на партијата, ќе го овласти Централниот одбор да ја донесе конечната одлука. До тогаш веќе ќе биде познати одредени имиња? Веќе се шпекулира во јавноста со одредени имиња, но ајде да почекаме да заврши целата постапка и тогаш сега во моментов знам има еден кандидат во една општина. Добро, ајде да идеме малце поинаку. Тогаш, ако веќе имате некаква начална поддршка, тоа значи дека ВМРО ДПМН нема да оди у Куманово со свој кандидат, да речеме, кои други делови, например, во општина Центар можеби нема да оди со свој кандидат. Разговараме за поголем број на општини на територија на Република Македонија и не би сакал да шпекулирам во јавноста, сега дека тие разговори не бидат завршени, се работи за повеќе, не за една или две општини, туку за повеќе општини. Таму кај што сме постигнале најдобри резултати на председателските и парламентарните избори, сметам дека имаме апсолутно право и можеме и доволно политичка сила и поддршка од граѓаните да промовираме или да номинираме наш кандидат, а на крајот на граѓаните да одлучат. Во бројки да речеме колку општини би биле задоволни кога меѓу себе би се поддржале ВМРО ДПМН и ЗНАМ? Па не можете да го поделите тоа во бројки, бидејќи секоја општина си има своја специфика и своја тежина и според број на гласачи и според влијанието на самата општина и во регионот и во државата, но пак ќе кажам, ќе почекаме крајот, ќе каже по некој велат дека интересот за тоа спомнав општина Центар го спомнав, затоа што велат некој интересот на ЗНАМ во оние општини каде што СДСМ да речеме има сега градоначалници, да речеме, или каде што се прави обид за реизбор на нивни, да има кандидат, да речеме, знам, затоа велам Центар една од тие општини се спомнуваат се две имиња, три, не знам. Меѓутоа, може ли да дефинираме дека ја таргетирате на таа општина? Видете, пошто спомнавте и една скопска општина, затоа значи знаме брзо растечка политичка партија. Нас ни одговара да има избори, затоа што ние на тој начин преку изборниот процес се
проверуваме и дополнително потврдуваме. А со тоа, според проценките на граѓаните и поддршката која што ја добиваме, всушност ги носиме и заклучоците дали се движиме во вистинска насока како партија и дали го оправдуваме тоа што, впрочем, предходно во предизборниот период го ветуваме на граѓаните. Но онаа што е најбитно е дека знам како политичка партија расте. Ние успеавме пред неполни 2 недели да формираме и градска организација во Скопје со градски одбор од 30 члена, каде што има и сериозни, еминентни имиња кои што значат нешто и во овој град, главниот град на државата, но и генерално во државата, и од ден во ден растеме. Каде тоа ќе имаме кандидати и колкава ќе биде нашата доверба, тоа ќе го видиме некаде по октомври. Но како и да е, ние успеавме за овој кус период од 1 година и половина и помалку да формираме 52 општински организации на територија на цела држава. Се стекнавме претходно со сериозна поддршка, представувани се политиките на ЗНАВ во парламентот со преку 6 пратеници, 87.000 гласа за председателскиот кандидат. И впрочем, сметам дека по локалните избори на партијата и следи еден нормален раст и развој и еден континуитет на тоа што го отпочнаме пред некаде година и половина, а што се однесува до нашите политики, тие се автохтони и секогаш ќе бидат конструктивни и во делот на нашето функционирање во власта, но и во пристапот кон опозицијата. Како што велите расте, знам, растат ли апетитите на знам во власта, да речеме, за полокалните избори, за можеби за рекомпонирање на министерски, на други влијанија? Целта е да учествувате во политиката, целта е првенствено да ги наметнувате своите ставови и идеи, но сепак политиката представува консензус, или тоа значи дека треба да ги сите тие работи изменаџирате и договорите со своите владени партнери. Ние во оваа власт влеговме, како што рековме и при самото влегување, се од аспект на национален план да не дозволиме никогаш повеќе да ни се случува тоа што се случуваше до некаде година и половина, каде што гледаме како дуи на ситен камен го дроби СДСМ и од една државотворна партија се трансформира денеска во тоа што е. ВМРО-ДПМН освои апсолутна поддршка на овие избори. Не влеговме калкулантски во власта, да бараме ресори и што поголем број на директори, туку принципијално да ги поддржуваме владените политики и да ги инкорпорираме во самите владени политики и ставовите на партијата и онаа што го нудевме пред граѓаните. Мислам дека успешно тоа го работиме. Оваа власт работи интензивно, работите од салдо минус ги враќа на позитивна нула и сметам дека Македонија од тука нанатаму ќе продолжи да се развива во континуитет. Самиот економски раст кој што покажува со бројки, не само на празни зборови, ни потврдува дека треба да се ослониме самите на себе си, да ги искористиме собствените ресурси, тоа што е репроматеријал, да го се обидеме да го трансформираме во полупроизводот, да го трансформираме во готов, да се обидеме да го зголемиме увозот, да ги зголемиме инвестициите од странство, но и домашните инвеститори внатре и на тој начин се подигнува и бруто националниот производ, да се сузбија корупцијата на максимум, а како што гледате, барем оваа влада ја краси нешто за оваа година функционирање, нема ни еден коруптивен скандал. Онаа што ни се случи. Не е баш дека нема, имаше многу. Нема затоа што да имаше до сега, секојдневно ќе се зборуваше за тоа. Онаа што ни се случи во Кочани е погубно за сите. Факт е дека имаме таков систем како што имаме и треба да посветиме многу време за да го редефинираме тој систем. Но за да се редефинира истиот, потребни се носење на голем број на закони, почнувајќи од секторот или ресорот кој што знам го води во делот на јавната и државна администрација и работење на департизација на истата и професионална администрација и веќе 5 закони во таа постапка се во владина процедура и дополнително клучните закони кои што треба да бидат предложени од страна на Министерство за правда и веќе се доставени, а се е составен дел на реформската агенда, каде што се работи за законите за судовите, сите законски решенија поврзани со судството, обвинителскиот систем, бидејќи мора да се намали политичкото влијание во овие две институции, ако сакаме да имаме праведно општество. Ги дефиниравте чисто односите се во владената коалиција, кога имате добри односи со ВМРО-ДПМН, какви се односите со ВЛЕН, да речеме? Таму некако ви шкрипеа. Не, ние немавме некои големи разлики во однос на ВЛЕН, освен почитување на уставот и на законите. И ако се сеќавате оние испади со знамења и така натаму, гледаме дека денеска повеќе не се случуваат.
Но ако во минатото никој тоа не смееше да го потенцира на големиот дуи во наводници, денеска тоа ние како помал владин партнер го потенцираме и веќе е искоренето. И единствено оваа држава може да функционира на база на устав и на база на закон и сите без разлика кој на која позиција сме да го почитуваме тоа. Ние, нашата партиципација во оваа власт ја базираме на разговори со големиот владин партнер, тоа е ВМРО-ДПМН, имаме апсолутно разбирање, состојбата во владата е стабилна, секако дека имаме и комуникација со нашите владини партнери од Влен или онаа што е Влен во моментов без господинот Таравари. Имавте некои идеи уште пред неколку месеци и на почетокот на владата околу тоа начинот како да се деблокираат евроинтеграциите, се чини дека оваа влада и со ваше учество некако како да ги се повеќе блокира евроинтеграциите. Не, оваа влада не ги блокира евроинтеграциите, е силен заложник на Македонија да стане еден ден полноправна членка на Европската унија, како што сме и членка на НАТО сојузот, но дефинитивно при тоа да не се подгазиме самите себе си, бидејќи гледаме дека главниот блокатор на нашиот евроинтегративен процес всушност е нашиот сосед на Бугарија, кое што реално не ја отсликува желбата на мнозинството граѓанско население кое што живее во Бугарија, ниту па ги почитува одлуките од Страсбур и ние немаме друг начин како да се бориме за собствените права во рамките на едната голема Европа, бидејќи денеска разговараме со Европа, ние им соопштуваме јавно на нашите европски партнери што тоа е прифатливо, а што е неприфатливо за нас. Бидејќи бугари во уставот не се никаков проблем, но многу поголем проблем е сите останати или најавени блокади, за кои што кога своевремено пред некаде 2 години, ако ми дозволите, говорев јавно дека ќе не очекуваат и нови најави, нови блокади, па тогаш бев негиран од сегашната опозиција и од сите тогашни државни авторитети, а еве ви денеска имате состојба каде што министерот за надворешни работи на Бугарија во сред Европа, во Брисел ви кажува ова не е единственото барање. Председателот Радев исто тоа го формулира на поинаков начин, а во меѓувреме добивме уште една резолуција на бугарскиот парламент која што само ги додефинира или добетонира нивните ставови, што значи дека се потврдува ставот дека францускиот предлог беше погубен за државата и претходната власт ја доведе државата на едно вакво дереже каде што ние сме во пат ситуација. Прашањето ми ако на подол крок сепак вие сте власт, сега една година, ќе поминат локални избори, ќе бидат 2 години, на 3 и после 4 години, ако не успеете да поместите ништо на планот на евроинтеграциите, дали тоа ќе го чувствувате и како ваш пораз политички во самата влада, да речеме? Видите, за мене политички да се стои долго време блокирано така. За мене политички пораз е ако нашите граѓани не се среќни, ако нашите граѓани живеат сиромашни како што живеат во моментов. Ние ќе го дадеме својот максимум да ги промениме условите во кои што живеат нашите граѓани, да ги одблокираме сите блокирани процеси во делот на капиталните инвестиции, во градбата на инфраструктурата, да се подигне стопанството, особено градежниот сектор, ниско градбата, за да може да се свртат што поголеми средства на пари и дел од тие пари да завршат во џебовите на граѓаните за да живеат посреќно. Да изградиме систем на вредности и систем на правила каде што нема да ни се случува повторно кочани и дополнително да се посветиме самите на себе си дома. Сето она што ќе стигне како помош од надвор е добре доедено. Но србите велајат, уздај се у своје клјусе и ние ќе се водиме по тоа начело. Сосема на крај, пошто гледам имате многу оптимизам и желба и верување дека знам ќе расте како политички субјекти што од почетокот на интервјуто, може ли знам да прерасне за неколку години како главен опозицијски партнер на ВМРО-ДПМН? Па сега не ве разбирам како мислите главен опозицијски фактор. Или сте позиција, или сте опозиција. Средина не постои. Да прерасне во главна опозицијска партија на ВМРО-ДПМН. Видете, тоа граѓаните ќе го кажат. Во случај да се деси оваа актуелна власт, да се тргне од реформаската агенда, дополнително да отстапи од сето онаа што беше договор за поддршка на владините политики и владината програма, секако дека секогаш знам има право да ги преиспита своите одлуки и своето учество во власта. Но ние сметаме дека знам во моментов е клучниот фактор за стабилноста и на оваа влада и дополнително за националната сигурност и националната агенда, првенствено и на македонскиот народ, а дополнително и на Македонија во целина. Благодарам за ова гостување. Ми беше чест, ви благодарам што ме поканивте и поздрав до гледачите. Мој вечерашен гостин Максим Димитриевски.